Здраво, ваги! Ова ќе бидат вашите тарот пораки за јануари 2026. Ајде да видиме што ќе донесе почетокот на новата година за вас. Иако морам да кажам, да го опишам јануари за вас со еден збор, тоа би било благосостојба. Од сето ова што го гледам, јас мислам дека јануари за вагите ќе биде месец за паметење. Ќе го запаметите и ќе го имате во спомените многу долго, затоа што ќе се случат прекрасни работи во вашиот живот. Но ајде една по една да видиме за што се однесува ова. Од првата карта можам да ви кажам дека вие конечно ќе прославувате за некој успех и сега јас сметам дека ова е финансиски успех. Меѓутоа за сите поразлично ќе биде, не може сите дели исто да ги доживееме нештата. Некои ваги може ќе доживеат некаков успех во друго поле. Но сепак сметам дека повеќето од вас ќе доживеете некаков финансиски успех и тоа на вистина успех, да не се работи за ситна некоја добивка или ситно нешто, не ова е нешто многу големо, дали се некои големи пари во прашање финанси, нешто што ќе успеете конечно да го конечно во вашите раце е тоа што долго време се обидувавте да го добиете или да го заработите. Сега конечно вие во рацете. За некој од вас пак е нешто во кариерата, некој од вас ќе доживеете некаков успех, може па за некој е нова работа која е стварно добро, навистина добро платена. Финансиски ќе ви ги исполни сите очекувања. За некој од вас пак ако не е нова работа, постоечката е, меѓутоа со некакви успеси, дали унапредувања, дали само ви ја зголемуваат платата, финансиски успеси на работно место, во кариерата. За други од вас пак ова е некој семеен успех, фамилиарен некој успех, некоја добивка или пак е нешто со партнери, ортаци во некоја работа и сега вие сте добиле нешто навистина големо благодарение на вашиот труд и вашата работа и овој месец славите. Во секој случај многу прослави, се разбира, јануари е месец на празници, вие ќе славите со друштво, пријатели, блиски, на крајот на краиштата со најмилите и тоа се прекрасни вести за вас. Следната порака за вас, вагите, е порака на давање. Сега од која страна вие се наоѓате овде, тоа вие индивидуално се знаете, меѓутоа овде некој дава, дарува, прави се за некој друг. Мислам дека ако сте вие еве тоа што дарувате, вие од срце и со најискрена желба давате и правите се што можете за другиот. Дали за партнер, дали за децата, родителите во домот, семејството, значи секаде, вие знаете. Сега постои некоја енергија овде на непотполно задоволство. И ова вие само го чувствувате во вас. Тоа не дека е навистина и е вистинско, туку колку и да давате, колку и да правите, какви и жртви да дадете, вие повторно имате некаде длабоко во вас чувство дека не е уште доволно, вие треба уште повеќе да давате. Јас не верувам дека други да ве прават да се чувствувате вака, други да ве тераат да се чувствувате дека не е доволно, па сакаат уште. Макар што ни тоа не го испуштаме, мислам, не го исклучуваме, може и тоа кај некој од вас да е опција, дека што и да правите, некој тука повторно е незадоволен и сака уште и мисли дека вие можете уште. Сепак јас мислам дека вие само се оптеретувате со ова мисла дека вие треба уште повеќе да дадете. Сега, што давате, а тоа вие знаете, дали давате време, дали финансиски многу се трошите, дали
правите за другите нешта, физички ги правите, се давате физички или пак правите едноставно емотивно другиот да се чувствува убаво во ваше обкружување со работите кои вие ги правите. Едноставно ја сакате среќата на другите или другиот и се правите. Меѓутоа, кажав, ако сте вие тој таа што чувствувате дека уште треба да се даде, не ја се изморувајте, не ја се истоштувајте до толку. Другите го знаат тоа и го ценат. А ако не го знаат и не го ценат, тогаш што вие го знаете, нели? Знаете дека само се бара нешта, не се добива за возврат. Или пак се бара едноставно, а сте дала и повеќе од колку што треба. Во тој случај самите се знаете, внимавајте, тоа не се добри, тоа не е ништо добро, тука нема, најверојатно нема љубов и почит, затоа луѓето едноставно се незаситни без разлика што и да правите. Некои од вас пак можеби па само за себе правите се со цел да постигнете нешто за вас лично. И сега може некои од вас сте решиле да преземете нешто во однос на вашиот физички изглед. Можеби сте решиле да сте се ставиле на некаква диета и до крајности одите, затоа што мислите дека треба уште или пак нешто правите естетски во вашиот физички изглед и некако не се задоволувате со резултатите и сакате уште повеќе. И сега ако е естетски, внимавајте, тие работи знаат да преминат во нешто неубаво, затоа посоветувајте се со блиските, со тие што на кои им значите, тие секогаш ќе ви дадат сугестија докаде сте, што треба да правите, совет. Ако сакате, ако не, пак продолжете си со сето она што ве правим вас среќни. Следната порака ваги е порака на ситуација каде вие сте пред некој избор или пред некоја одлука ставени. Сега, пред овој избор или одлука, вие не знаете, апсолутно не знаете, може би имате само две опции, ако се повеќе во ред, меѓутоа се опции, имате опции. И сега вие не сте сигурни и не знаете што да изберете. Ова е навистина голема несигурност која вие ја чувствувате. Не знам, не верувам дека е од немање самодоверба, туку е од страв да не погрешите. Сега, јас сакам да ви кажам дека изборот кој ќе го направите, без разлика како ќе го направите, дали самите ќе се донесете одлука или ќе ви помогне некој кој ви значи, како и да го направите изборот или одлуката, да знаете дека подобро не можевте да изберете. Може би пак се работи за нешто што треба вие да го купите. Може би купувате автомобил, може би ќе купувате нешто помало, да не мора да е толку големо, меѓутоа не знаете што да изберете и некој кој ви значи ќе ви помогне во одлуката и ќе донесете страшно добар избор, навистина добар избор. Толку горди ќе бидете на ова, премногу ќе бидете горди и треба да бидете, зашто е многу убав избор. Ако е одлука, може би треба да одлучите на работа што да прифатите, што да изберете, може би воопшто пак и што да кое работно место да го прифатите, може би имате избор и ќе бидете несигурни да не погрешите, во секој случај одлуката ќе биде фантастична. Значи, пораката за вас е без разлика пред било кој предизвик да се најдете, дали треба одлука или не знам што да се направи, не грижете се, не се вознемирувајте толку, затоа што одлуката што ќе ја донесете ќе биде неверојатна. А ако се двоумите со што да изберете, тогаш изберете со срцето. Овде јас гледам дека најголемите успеси ќе ги доживеете ако избирате со срцето, не со умот.
Значи, не калкулирајте, не размислувајте, не пресметувајте, носете одлука со срцето. Тоа што ви го кажува срцето, тоа што ви го кажува интуицијата и чувствата, изберете според тоа и нема да погрешите, ве чека неверојатен успех. Следната порака, повторна за вас вагите, е предобри карти, предобри пораки, повторно ќе кажам, ова е јануари, прекрасен месец за вас. Повторно некаков успех финансиски. Јас гледам дека вие финансиски јануари стоите совршено добро. Навистина совршено добро. Сега, сите вие кои имате партнер кој е, ако не е некој од огнените знаци, тогаш е некој навистина способен, навистина креативен, се може да направи и прави, така и овој месец ќе биде и ќе заедно со него, заедно со партнерката ќе доживеете некакви успеси, не големи успеси, финансиски успеси пред се, и мислам дека сите вие вагите кои имате некакви приватни бизнеси, ќе ви оди совршено добро, предобро ќе ви оди во јануари, и работата ќе биде задоволство, ќе биде успех, и финансиите, и се поврзано со тоа. Други пак од вас ќе прославуваат нешто, децата ќе ве израдуваат, на децата нешто толку добро ќе им оди, ќе сакаат да споделат од радоста, од успесите со вас, доколку децата се со свое семејство, не се во вашиот дом, си имаат свое семејство, ќе бидете вклучени во сето тоа, ќе бидете горди, пресрекни заради своите деца. Ако пак не е таков случај, тоаш вие сте тие кои ќе ги правите горди вашите родители, ќе ги вклучите во вашите успеси и прослави овој месец. Ако сте сами, во ништо од ова не се пронајдовте, и во тој случај ви овој месец ќе бидете многу горди на вашите успеси, ќе прославувате со пријатели и навистина добро ќе се чувствувате. Дури физички, дури ќе се забележува тоа и физички во вашиот изглед. Ќе изгледате сигурни, полни со самодоверба. Сите околу вас ќе бидат свесни на вашите успеси и како вие сте во една идеална и совршен период и ситуација и нека од вашите животи. И следната и последна порака за вас е малку поинаква од овие другиве. Нели, не може се да е бајковито. И овде во оваа ситуација вие сте во некакви стравови. Или веќе сте и го чувствувате ова, или ќе почне во јануари да се појавува кај вас некој немир и некакво предчувство. Кога ќе се случи, повторно ќе бидете изненадени, иако го чувствувавте, но ќе ве изненади, ќе ве шокира кога ќе се случи нешто, а се работи за нешто што го предчувствувате. И сега сите вие си знаете околу што се поврзани вашите стравови. Некои од вас имате стравови околу ситуација во домот, со партнерот. Вие се плашите дека нешто може да се случи, и да избовне некаква расправија и некакви недоразбирања. И сега кој има тука некои тајни, макар што не верувам, гледајте, расчистите ги со време, затоа што ако избовне расправија и кавга заради такви некои нејасни работи, тешко ќе биде после да се разберете и да се контролира ситуацијата, што може да излезе од контрола. Не велам не, но гледајте со време, расчистете ги нештата. А па некои имаат стравови околу нешто во домот, физички, во куќата, станот каде живеете, се плашите, може би чувствувате дека нешто не е како што треба, може да се расипе ли некој апарат во домаќинството, може ли околу кровот нешто, ако е куќа
има нешто што ве загрижува и се плашите дека ќе се случи некаква незгода. И доколку можете, реагирајте на време, затоа што навистина може да се случи. Или пак, вашите предчувства се за некоја расправија со партнер, дечко, девојка, па и партнер, брачен нека. Да, може да биде и на работа, на работно место некаква расправија со надредени или подредени, не мора да значи, но може да биде некаква расправија. И вие чувствувате, го знаете некако ова, затоа штом го чувствувате, штом имате предчувство, не плашете се, не се чувајте себе си во таква тешка состојба на страф и паника и само да чекате момент на избувнување или на момент на шок, туку преземете мерки, излезете од овие стравови, разговарајте и само така ќе се решат нештата добро. Затоа што ако се тргате на страна, се надевате дека нема да се случи, верувајте дека ќе се случи и тоа ќе избувне некоја навистина голема расправија со некого. Или можеби само недоразбирање во домот или со пријател, со родител, со некој близок, само некакви недоразбирања кои ќе биде малку потешко да ги расчистите овој месец. Не оставајте, значи ништо нерешено, тоа е најважното за да немате компликации. Некој од вас пак сакате нешто да поправите кое веќе е нарушено, упропастано, нефункционално, меѓутоа овој месец ќе оди малку потешко. Не велам дека нема да се направи, да се поправи, да се изгради, но ќе оди малку потешко. Затоа не очајувајте, не се разочарувајте, периодот ќе помине. И, драги ваги, тоа ќе биде тоа за сега. Јас ви посакувам среќна нова 2026 и до следното видео. Чао, чао!